Слушајте, луѓе, распишана е награда од 50.000 динари за оној што ќе го открие, што ќе го убие или жив ќе го предаде оној разбойникот, непријател државе, оној по име Илија со презиме Кушев. 50.000 динари веднаш. Абе, пари на рака, мара за рака, па... Абе, многу пари се тоа, 50.000 динари. Илија Кушев е истакнат велешки и околиски војвода на автономистичката ВМРО на Тодор Александров меѓу двете светски војни. Потекнува од познатото просветителско и револуционерно семејство Кушеви од Велес. Лоша вест, војвода. Да не е тој. Тоа е. Братучет и Љубомир Весов. Кога? Како? Во Острелци пред неколку дена. На пат за Крушево. Сам бил. Го предал српскиот поп од Журче, така велат. Во Острелци во една од куќите го срдисале 20 на џандари. До последниот куршум се борил. А последниот се знае. За себе. Цел Велес е на нозе. Го жали јунакот. Наука, благосостојба, кариера. Велиш дека тоа ми е потребно, браточе. Тоа ми треба, а? На универзитетот ги читале моите песни, се воодушевувале на нив. Иднината била пред мене. Не е времето за наука, бе, браточет. Не е времето. Народот страда. Народот е поробен, го гнетуваат, го асимилираат. Го претопија. Јас веќе одлучив. Враќање назад нема. Илија Кушев е роден 1896 година во Велес, каде што завршил основно образование. Во 1909 година, заедно со братучет му Љубомир Весов, се запишува во трговскиот оддел на Солунската гимназија. Илија и 4 години постариот братучет Љубомир Весов стануваат мошне блиски другари, а љубовта кон книгата и пишувањето поезија уште повеќе ги зближуваат. Според забелешките на еден соученик на Илија од Солунската гимназија, Кушев се одликувал со умен и прониклив поглед. Во него имало нешто посебно, што го вбројувало во челните редови меѓу учениците во Солунската гимназија. Најчесто бил сам, задлабочен во читање и пишување. Бил бодар и полн со енергија. Имал вродена благородна гордост. Не се плашел од ништо, а неговото слободолюбиво срце силно биело. Уште како гимназијалец во Солун, положил заклетва во ВМРО. Напред! Повелете, господине. Војводо. Господин Александров. Јас сум Илија Кушев. Кушев? Од познатата револуционерна фамилија Кушеви од Велес. Бано Кушев бил твој татко. Повелете. Во Санкт Петерсбург во Русија завршува математика. Учителствува низ Македонија. Член на ВМРО. Убиен од турците 1910. 27 ноември 1910, да. Ќе го памтам вечно тој датум. Татко ми беше застрелан пред прагот на нашата куќа. Веста ја доби во Солун, каде што учев во гимназискиот оддел со братучет ми Љубомир Весов.
Љубомир Весов. Да, го знам. Тој е голем поет, а уште поголем револуционер и родолюб. Јас го познавав вашиот чичко, Петар. Во Монпелје, Франција, има завршена медицина. А после Линденското востание осуден е на 10 години робија. Протеран е во Дијарбекер, Турција. Точно. Чичко ми сега е лекар во Софија. Знам. Тој е наш. Сега ги лиши нашите ранети и болни четници, раселени македонци. А вие, млад господин? Јас завршив војно училиште во Софија и во 1915 година бев испратен на Солунскиот фронт како артилериски подпоручник, каде што ја поминав цела Прва светска војна. Војната ја завршив со чин капетан. Се демобилизирав и потоа се запишав на правниот факултет во Софија, каде што иста во оваа 1922 образованието го завршив со одличен успех. Браво, млад господине Кушев, браво. Сега пред вас е животот, кариерата. Предпоставувам барате работа овде во Софија. Да, господин Александров, да. Барам работа, но не тука во Софија. Барам работа помеѓу македонските планини, помеѓу моите поробени браќа и сестри. Јас не гледам друга реалност, војвода Александров. Мојата работа е мојата посветеност кон ослободителното македонско дело. И таа посветеност сакам да ја докажам само таму, во Македонија. Цврсто решен својата иднина и својот живот да ги стави на располагање на Македонската револуционерна организација во борбата за ослободување на Македонија, Илија Кушев заедно со поранешните војводи на организацијата Петар Шанданов и Милан Матов, од членот на Централниот комитет на ВМРО и главен раководител на организацијата Тодор Александров, барале средства за заминување во Македонија. Тие го признавале Централниот комитет на ВМРО со тројцата членови Тодор Александров, Александар Протогеров и Петар Чаулев, но заминувањето во Македонија го условиле со тоа во најскоро време да се свика конгрес на ВМРО, на кој ќе се стави точка на сите спорови и недоразбирања во организацијата. Набрзо по средбата со Тодор Александров, Кушев со четворица своји другари тргнал за Македонија. На 16 мај 1922 година, заедно со четата на Александар Василев и Ефрем Чучков, ја преминал границата меѓу Бугарија и кралството на србите, хрватите и словенците. На 21 јуни, Илија Кушев го имал првото вооружено крштевање во Кочанско, кога четата била нападната од српската жандармерија кај селото Дренак. По неколку дена кај селото Немањица, четата повторно била нападната од српската жандармерија испратена од Свети Николе. Во судирот е ранет Петар Шанданов и тој се вратил во Бугарија, а Кушев продолжил за Скопско, каде што се сретнал со својот другар и братучет Љубомир Весов. Од тука Илија Кушев продолжил за Велешко, каде што бил назначен за околиски војвода. Во септември 1922 година Илија Кушев влегол во Велес со цел да оствари средба со раководството на Велешката партиска организација. Господине Цураков, во Велес сум дојден за да остварам средба со раководството на Велешката партиска организација. Од Бугарија доаѓам со мисија од ВМРО на Тодор Александров да формирам чета во Велешко и затоа морам да се видам со велешките комунисти. Сметам дека и вие сте за независност на Македонија. Седни, Илија, седни, не се жести. Ова се други времења. Им кажав на членовите на комитетот дека си дојден и која ти е намерата. И? Не се согласуваат со вашиот начин на борба против власта во Белград. Познато ми е гледиштето на сегашниве комунисти за ВМРО на чие чело стојат Александров и господинот Протугеров. Видете, не смееме да заборавиме дека ВМРО има многу честни патриоти чија единствена цел е слободна и независна Македонија и за таа цел подготвени се да се жртвуваат. Во името на таа цел ви предлагам заедничка соработка. Заеднички да поведеме борба против угнетувачите, да најдеме храбри и честни момчиња кои што ќе влезат во мојата чета, а за возврат на тоа јас ќе работам во целосна согласност со вашата организација. Не можеме да се согласиме на компромис, Илија. Ниту да ја помагаме организацијата на Александров и Протогеров. Тоа е нашиот конечен став. Комунистичката партија е против вашиот метод на револуционерна борба со чети. Ете тоа ми е наложено да ти го пренесам.
Не е важно дали јас се согласувам или не. Така, добро. Тогаш јас сам ќе превземам се. Советот членовите на комитетот е да не правиш обиди за врбување на четници во Велешко и со твоите 2-3 другари да се вратиш веднаш назад во Бугарија. Слушај, Илија, ова ти го зборувам како другар, како пријател, како човек кој го познава и цени твоето семејство. Доста пострадавте. Татко ти, чичко ти. Врати се во Бугарија. Не ја ставај главата в торба. Да се вратам. Овде сме потребни, овде ни е местото. Тогаш, Илија, Бог нека ти е на помош. На Кушев му станало јасно дека нема да успее да издействува поддршка од велешките комунисти. Сепак бил решен по секоја цена да остане во Македонија. Извесно време се движел по околината на Велес. Многу тешко наоѓал јатаци и храна, па се решил во четата да прими тројца вооружени турци од селото Оризари, кои се криеле поради грабежи и друг криминал. Покрај турците, четата броела уште 4 комити. Оваа мала чета повеќе пати била прогонувана од српската жандармерија, но благодарение на војните вештини на Кушев, вешто се извлекувала, избегнувајќи поголеми судири. Четници, другари мои, ближи зима. Немаме јатаци, немаме доволно храна. Српските потери зачестија. Мора да има многу шпиони штом толку лесно не наоѓаат. Нема друго. Останува пред зима да се повлечеме во Бугарија. Оставам на вас да одлучите. Иван Гошев. Немам друго, војводо. Со тебе сум. Емануил Кратовче. Со тебе сум, војводо. Рајко. Само смртта за Македонија може да ме раздели од тебе, војводо. Асан Али, Сулейман Алихи, Асан Хусейни. Немаме каде, војводо. Или Куршум в чело, или во српските зандани. А таму е полоше отколку подземја. Со тебе сме, војводо. По мене, браќа. Таа кобна вечер, војводата Илија Кушев ги пуштил тројцата турци кои биле од блиското село Оризари да се збогуваат со своите, да земат топла облека и храна. Исто така и тројцата, Петар, Илија и Рајко, кои биле од Велес и од блиските села, напоменувајќи им да се вратат наредниот ден пред зајдисонце и вечерта да се упатат кон Овчеполието, кон Штип, потоа кон Кочан и Берово Пехчево, оттаму преку Осуговските планини да се префрлат во Бугарија. Ама горче желадов. Ама свињите се гојат од него.
Ајде, за 5-6 дена ќе јадеме и тулумби, татли, локум во Бугарија. Печени прасиња, колку ти душа сака. Туку војвода, ти ги пушти турциве, а јас во Турчин верба немам. Немал, Емануел, тоа е. И тие немаат каде. Мораат со нас. Војводо, Бугарија, слободна земја ли е? Слободна. И таму има обесправени, гладни, луѓе кои што живеат во темнина. Има две Бугарии. Едната се бори против другата. На едната страна се гладните, обесправените, честните луѓе. На другата страна се големците, богатите, земјопоседниците. Браќа, нашата слобода во Македонија ќе биде друга слобода. Македонија ќе биде земја на слободни, умни, просветени луѓе. Со кои луѓе, војвода? Многу крв се пролеа, крвта памти. Можеш повеќе да веруваш, Емануел. Имај верба. Верувам јас на моите очи и на моите уши, војвода. Верувам во она што го видов и што го чув. А еве, другари, што видов и што чув. Имав само 11 години кога во моето село Пиперово дојде крвологот Јован Бабунски, заедно со неговата чета и со српските џандари. Волците в Трло имаат повеќе милост. Почнаа да ги собираат селаните. Меѓу нив и мајка ми Петра и сестра ми Миса. Братучеди, пријатели, роднини, жестоко ги тепаа, војвода. Почнаа да им ги кршат рацете, нозете, ребрата, главите. Подот од црквата беше послан со крв, со парчиња човечки мозоци. Јас тој ден бев на училиште. Учителот не тераше да пееме погласно за да не ги слушаме пискотниците. До небо се слуша. Јас не пеев. Рикав. Како ранет пик, рикав. Ама меѓу писоците ги познав пискотниците и на мајка ми и на сестра ми. Најмногу на сестра ми. Миса. Го удрале лицето до коска. На некој им ги сечеа прстите. Крвавите раци и нозе ги фрлаа во еден котел полн со врела вода. Со овие луѓе ли јас утре ќе живеам во слободна Македонија, војвода? Како? Како? Ама ме па ти доста дрнкаш на тоа тамбурата. Удри една наша македонска да ми се развесели срцето. Од оваа повесела за тебе, не знам. Оздола идат, бабо, се имени, ајдуска глава, бабо, носеа. Викнала баба да плаче, не ми е глава, ајдуска. Не ми е глава, ајдуска, тук ми е глава, синова. Илија, Петар, Рајко, одете дома, браќа. Правете што ќе правите. Утре се по договор. Ајде. Ајде, војвода. Со здравје. Сулјо, кусо! Сулјо!
Очата зборувал со српските власти. Ке ни биде простено, ветено е. Ветено? Ветено. Јас не верувам. 50.000 динари нудат за главата од војводата, а? А ние по српските затвори, што ке ни се 50.000 динари? Бе, очата вели простено е. Зборувал со властите, зборувал со Белград, со Министерството за внатрешни работи. 50.000 динари да поделиме и плюс работа за секој од нас во српската жандармерија. А, шо велите? Па кога е така, ајде. Бев таму. Чекај. Таму во воденицата се тројца. Така е. Бев таму, Ние без вас. сите тројца. Сите. Бев таму, проверив. Спијат, сите цврсто спијат. Можев и сам да ги... Ама си велам да ве почекам. Мора сите да ги отепаме сведоци, не смее да има. Одиме. Ајде. Пред полноќ на 28 ноември 1922 година, тројцата турци губиле војводата Илија Кушев и двајцата четници Иван Гошев и Емануил Кратовчето. Им ги одсекле главите, ги однесле кај оџата во Ризари, оттаму во жандармериската станица, од каде жандармерискиот наредник по телефон се јавил во Скопје, кај околискиот началник. Овој се јавил во Министерството за внатрешни работи во Белград. Оттаму се барала потврда дека една од одсечените глави навистина е главата на Илија Кушев. Во меѓувреме се вратиле тројцата четници Велешани и во воденицата ги виделе труповите на војводата и на двајцата четници. Веднаш заминале и по неколку дена успеале да стигнат во Бугарија. Утредента на 29 ноември, српските власти во селото Ризари го донесле најмалиот брат на Илија Кушев, гимназијалецот Михаел, да идентификува главата на својот брат. Иако српските жандарми биле сигурни дека убиениот и обезглавениот е Илија Кушев, сепак неговата глава ја однесле во Велес и ја покажале на неговата мајка. Тројцата турци од страна на српските власти го добиле ветеното. Награда од 50.000 динари и служба во српската жандармерија. Но набргу сите тројца ја добиле вистински заслужената награда. Едниот од нив уште во декември истата година бил убиен од терорист на ВМРО, другиот набрзо умрел од туберкулоза, а третиот бил уапсен во 1941 година од бугарските власти. Кога го спроведувале кон затворот во Велес, скокнал од мостот на реката Вардар и се удавил во надојдените води. Тодор, помладиот брат на Илија Кушев, кој завршил гимназија во Софија, студирал и работел во Бугарската народна банка. Бил член на ВМРО. Во 1925 година, како четник во четата на велешкиот војвода Иван Станчев, дошол во Македонија, сакајки да ја одмазди смртта на својот брат Илија Кушев. Бил откриен и фатен од српските власти. Го застрелале во Неготинското поле.